најавивме како нова едиција на вкусни рецепти или фини миризливи состојки од доброкот на денот, ама едиција кога станува збор за кујната на Ајде да јадеме или нашиот познат нутриционист Антонио Велковски. На сам старт може сега една честитка. Слободно. Што е поводот? Поводот е? Не ќе те терам да пееш, затоа не почувај. Среќен роган да си ми жив и здрав. Фала, вака официјално. Види една честитка од нас. Фала. Ки ти го посакам светото тројство, а тоа е љубов во изобилство, радост и спокој. Среќата секако здравјето тога ми ама спокојот особено ти го посакувам и така тоа светото тројство посебно во овие времиња, да. Посебно во овие времиња. Она што можам да го забележам дека последниве години ќе ти го посакам како плюс подарок е тоа што правиш милиони клиенти, ваќе ќе кажам, пошто сега се шириме, нели, да се шириме, ама ајде ќе кажам, јадници клиенти во Македонија што ги правиш среќни преку здравите навики, преку примената на нели твоите совети и она што пред се сеќавам 5 години започна како една приказна Николец, сега веќе може да се пофалиш со бројност, почит и внимание што ја имаш и од страна на македонската публика. Па се надевам дека е така, а и знаеш што денешното време на онлайн работење многу придонесува и да комуницирам и со луѓе што живеат надвор од Македонија, што бараат услуги овде нели во Македонија, така што кругот не е нити за мене, нити за останатите колеги нутриционисти не е веќе ограничен само на границите на Македонија, туку и надвор. Баш кажав така. Така што имаме сите, значи не само јас, туку сите што сме активни на некој начин имаме публика и клиенти, баш може да се каже и од Европа и надвор од Европа. Комуницираат, конверзираат со тебе? Вака забележуваш бидејќи бројноста е голема сега веќе. Па, ако мислиш на клиентите, значи... Сигурно имаш да речем македонци кои што се некаде. Пишува, да, многу често, јас, например, од моево искуство, сега не знам другите од каде пред се имаат клиенти, доаѓаат многу од Швајцарија, од Германија, многу малку од Америка. Додуша не можеме искрено да се погодиме со термините, затоа што временската зона нели е различна. Часа сигурно, да. Меѓутоа од европскиве земји искрено најчесто се од Германија и од Швајцарија. Дури има и некои што да речеме и мене верувам дека и останатите колеги што се активни на социјалните мрежи не следат многу и од Србија, значи не македонци од Србија, туку баш срби. Затоа што веројатно не им е тешко да разберат, нели? Да, а и има мислам дека опција на Инстаграм да се преведе, така што не е јасно. До таму стигна вештачката интелигенција? Да, па може мислам дека истории дури да се преведе, така што да, може тоа што е напишано, затоа и јас секогаш гледам да има и титул, нели, што пишувам, што кажувам, за да може секој да го преведе, така што ми пишуваат и од Србија. Сериозно ќе те пофалам за тоа што го правиш на социјалните медиуми. Она кога велам искористете ја технологијата мудро и паметно. Тоа така, ти го правиш апсолутно за да ги пренесеш конкретните информации и тоа што ми се допаѓа во сферата на маркетингот. На маркетингот. Па добро, кај тебе и голем дел од твојот живот го посвети на медиумот, така што верувам дека и маркетингот е само една можеби од нели тие да речем карактери нишки. А она што го забележав е дека секој пат на многу питом начин знаеш да одговориш дури на некој провокаторски профили или луѓе кои што можеби во себе носат некаква ги има многу, во себе носат некаква мака и така натаму и веројатно не знаат да ги артикулираат понекогаш прашањата и знаат да бидат честни случаи, меѓутоа знаат да бидат понекогаш и агресивни во делувањето твое. Ама ти точно знаеш баш да не ја можеби девалвираш нивната животна приказна или успех на некој начин, ама знаеш да им посведочиш дека не треба да се верува во светот на медиумот што постои. Мора да постои филтер некако. Вака, значи на луѓето секогаш им е наједноставно да го прифатат тоа што е наједноставно кажано. Тоа најчесто и на таа карта играат денешниве инфлуенсери, да речам, или едноставно колку повеќе поедноставно го кажете, тоа е лошо, тоа е добро, значи баш во црно-бела варијанта, повеќе има кликања, повеќе прегледувања и сега како обичен човек тоа не знае да го разграничи. И сега кога ќе кажем јас дека никогаш не сме оправиле тоа мојот во исхраната посебно нема ништо ни црно ни бело, туку некаде помеѓу е вистинскиот одговор. Исто како и внесувањето на храната. Да, така што излегува на крај малку потешко сватливо
И ова поедноставната варијанта секогаш избива и луѓе си го бранат сопствениот став некако како човек да им навлегува во ставовите, да им се противречи во ставовите. Меѓутоа јас верувам дека кога ќе го следат мојот контент полого време ќе сватат дека не зборувам на празно, да, нема штета, да. И на крај краишта јас пред да ги пласирам тие информации повеќе па да ги проверувам. Подкрепено некакво истражување и нешто што го правиш ти долги години како никогаш не пласирам информација што онака лефтерно сум ја нашол некаде од еден извор и готово може да оди. Како што иначе се случува кога гради некој контент денес на нашиот social media или пазар. Најшто ми се допаѓа секогаш во твојот избор на храна, инаку му велам на Антонио, инаку ми кажа ќе правиме денеска парфе, нели познатата парфе, добро, кремаста смеса печена со шлак, пандишпан. И му велам, ама сигурно ќе кажете вие сега од таа страна на камерите, Марина, ти каде можеме тука? Сигурно ќе кажете од прва на што би личила. Иако сезон, гледаш дури од режија на слушалка ми велат на чварки. И му вела, иако знаејќи ми пиша Антонио што ќе правиме готвиме денес, ја велам чварки. Ама ова е пандишпан, да знаеме. Не, тоа е суво изронето тесто, значи баш онака слично на бисквитно тесто. Како остатокот од чварките? Да, затоа што е со интегрално брашно и засладене со сироп од урми и тоа го затемнува, нели ја затемнува бојата, и докато е со бело брашно и со мед, тогаш би било, нели ама идејата ни е да внесеме малку диететски влакна во денешниот десерт или ужина, како ќе ја наречеме. Супер. Значи денеска го правиме, тоа ми се допаѓа, никогаш нема монохроматски стил твојата интерпретација во оброкот на денот. Затоа велам, ќе не достигаат еден период, ама кога ќе се дојде времето за нова сезона, едве чекаме да дегустираме од кујната на Ајде да јадеме. Добро, на крајот од денот, сепак ова станува, ми лише парфе со кефир? Кефир, да, кефир, значи користам кефир, сезона веќе на вируси, знаеме дека пробиотиците ни се потребни, па еве кефирот како една добра варијанта, ќе го искомбинираме со овоше кој што има доста антиоксиданти, секогаш нели правиме муабет. Шаренилото е многу битно. Еве овдека ќе ги искористиме јагодите, уште некој мешано овоше плюс здрави масти со оревите, ќе направиме една убава комбинација, значи нема да биде само десерт обичен, туку десерт кој што и ќе предонеса на некој начин за подобро здравје. Ова е баш и оброк, да се разбереме. Да, може и како оброк, да. Баш се смеам сега нели на моја сметка последниот период. Вака ми се случува, септември доаѓа, а не ми ја пристигна. Мене секој пат, не знам зашто септемвриски некој циклус се случува кога па така некако е, меѓутоа баш треба да се внимава на железото општо овој период, затоа што нели сме поподложни на вируси, на заболувања, повеќе сме во затворен простор кога баш меѓу себе нели разменуваме вируси и останато, така што баш треба да повнимаваш. И можеме да продискутираме, многу често се оди на, дури гледам некои видеа на TikTok како се надминувала анемијата со не знам таму некои методи што се тотално неоправдани. Така што не треба се внимава само на храната со железо, туку и на храната со фолат и со бакар. Значи баш да се има разновидна исхрана за да може да се достигне едно оптимално ниво на железо и со тоа и подобро здравје, нели? Подобра издржливост на организмот. Издржливост, да. Меѓутоа, убаво кажеш, иако ќе спомнеме железото е вистина на главните компоненти кога се чувствуваме исцрпени, така, меѓутоа треба да му помогнеме на организмот да го врзе тоа железо, значи да не витаминот С ти секој пат се издава да кажеш. Витаминот С, фолната киселина, односно фолат како што е во природната варијанта, бакарот, значи не може туку така само ќе внесувам храна со железо или ќе внесувам суплементи со железо и готово сме ја решиле ситуацијата. Тоа е долгоречен процес и кој што треба да биде конзистентен. Да, така. За многумина. Сега еве ќе збориме, ама и многу е деликатна состојбата, пак е многумина кои што да речеме не ги користат, да кажам, продуктите од животинско потекло, нели ајде да речеме вегани, ама нели се вклучени јајца и млечните производи, ама месото е отфрлено, а од друга страна па знаеме дека па млечните производи не му прават баш, не се добри домакини на железото. Добро, знае калциумот да попречи во апсорбција на железото, зависи колку е застапен во самиот оброк. Обично кога има случај на анемија, јас често советувам барем 2 оброка да не се со премногу млечни производи. Збориш во денот? Во денот, да. Значи не значи дека не треба млечни производи да се консумираат, туку сакам да кажам да оставиме некои да бидат баш без млечни производи. Така.
Сега, за да не страда калциумот, тогаш треба доволно да се замени со зелени листи, зелен листен зеленчук. Значи да се дополни тоа што би го изгубиле на некој начин со намаленото ниво на примање на млечни производи. Не се страшни, значи можеби да се вклучат млечните производи во ужините за да бидат оддалечени од главните оброци. Неколку часа пред да направиме главен оброк со и никако пиење кафе, да речеме. Тоа се некои основни препораки. Кафе не пиење околу оброци, посебно не премногу често, затоа што и кафето исто така доста придонесува да помалку да се апсорбира железото. Да речеме сега за железо тргнавме да збориме, ама да речеме да не испаде дека си го приватизира моментот, ама сигурно ќе се најде секој во разговорот. Што е кога стана збор за некаква хронична анемија? Тоа е веројатно процес кој што треба сериозно може да се реално ако е хронична анемија, ако баш е нивото на железо ниско, тогаш и седумското и железото добро е да се испитаат и резервите. Ако и тоа покаже баш анемија, значи најдобро е да се примаат суплементи, ама комбинација што ќе бидат со фолна киселина. Не дека хранава треба да се исклучи, сега примаме суплементи, толку не му ја мислиме. Меѓутоа, реално таквите состојби малку потешко одат само со храна, ама убаво е да речеме да се комбинира какао. Едно време имаше меласа, значи тоа е некој вид на засладувач. Меласа? Да, засладувач кој што содржи кај нас многу е популарен медот. Медот нема железо, па да речеме да ни помогне. Меласата ја имаше во продавниците за здрава храна. Темна боја има, засладуваче не е баш многу сладка, меѓутоа е со вредност на железо натреба, не? Да, има доста железо и калциум за мала количина. Што ја внесуваме, значи за пола лажица, значи зборувам за такви некои количини, што медот на пример за да ни даде нешто железо медот треба многу големи количини да внесеме, а кога ќе внесеме многу големи количини, тоа е многу шеќер одеднаш, нели? Јасно, да. И кај нас некако повеќе е популарен медот, а тие такви некои како на пример меласата, како на пример гроздов сируп, да, не ги искрено е за меласа, не прв пат слушам од тебе. Да, знам јас од прва рака. Да, знам дека многу малку луѓе слушаат и многу тешко се наоѓа на нашиот пазар, ама ја имаше во продавниците за здрава храна. Искрено им препорачувам на тие што имаат, што се борат со анемија, да си купат. Малку беше поскапа, знам порано кога ја купував јас, кога ја барав едно време. Сега е поинаква цената можеби. Сега можеби повисока, да. Да. Знаеме како одат нели цените. Нешто се купува и се бара. Да, меѓутоа се користи во мали количини, тоа ми беше муабетот. Значи искомбинирана со какао и со тан, со некој витамин С, односно да речеме сок од лимон и мислам дека добиваме еден природен лек за подобрување на состојбата со ниско железо. Супер. Бидејќи во овој дел од денот секој пат велиме дека храна и музика обединува, така што ти знаеш дека често пати утринското шоу е поддршка на музиката и на нашите артисти. Тоа го правиш ти веќе 20 години на Антена 5 радио, ама ќе ги поздравиме и Тајфата. Денес имаме нова музика, инаку моето семејство, мојата сестра и внуките изедат вака ќе кажам, испаќа како честитки до нашинци до Австралија, ама сакам да кажам дека дел од моето семејство беше на Крит летово и вела дека еден од островите кои што тешко може да се истражат за дури и 2 седмици одмор. Сега колку вие момци го сторивте тоа снимајќи го новиот спот на Бумеранг, ќе ни кажете. Добро утро уште еднаш. Да, ќе ни кажат Владимир и Александар кои што се заедно со нас, се дел од Тајфата. Целата Тајфа не можеше да дојде, нели, оправдано заради сите оние пропратни уврски, но добро е што ви имаме вас во студиото за да може и утринска на Телма да го промовирате вашиот најнов спот Бумеранг и со оглед на тоа што имате одлична приказна поврзана на исто патувањето и сето тоа кое што можеме да го видиме преку инсертик, имаме време да се направиме малку на муабет или разговор за тоа. Добро ни дојдовте утринска. Добро. Да ви се заблагодариме за поканата што сме дел од утринската на Телма. Огромна чест и задоволство ни е и воено ќе ги поздравиме сите гледачи. Последно се видовме ми се чини во јануари, поточно кај Ненад ми се чини бевте гости тогаш. Тоа е пред половина година, така? Да, скоро. На почетокот на оваа година, да, и еве сме сега на крајот на летото да позбруваме за тоа како ви помина вас изминатиот период. Малку одмор, малку работа или вие како што и можеме да видиме од веќе направениот спот го споивте и одморот со работата, бидејќи задоволство е да се снима на такви локации. Има и убави моменти, и нели сето тоа кое што произлегува од времето поминато таму, но ќе почнеме со ред. Ајде Владимир со тебе за изработката на песната, за спотот Бумеранг, за идејата, приказната, инспирацијата, нели за сето тоа, па и за одбирањето на локациите. Ќе се надополнувате кој како смета дека е. Добро кажа Марче дека Крит е една дестинација каде што не можеш да го прошеташ нели цел остров во тие 10-15 дена.
Ние токму одбравме таа дестинација затоа што изобилува со прекрасни плажи и нешто што сметаме дека не е прикажано нели на нашите простори околу видеозаписите нели на бендовите и артистите поединците. И самата песна Бумеранг, самата приказна ја доживувам како љубовна или како пријателска, така што секој еден оди некаде и се враќа нели во летото и нормално си емоцира спомени, со тоа сакавме и да го продолжиме нели летото и да доловиме нешто ново, некој подобар стандард за што повеќе нели да се промовираме и што повеќе да влезиме да земиме впечаток така и гледачите и уште повеќе нели да ги придобиеме кон нас. Така да се направи нешто ново, оригинално, да се излезе малку од стереотипите, да се охрабри можеби и останатата македонска естрада за нели повеќе подготовки на видеоспотови на вакви локации, иако све си носи свое. Тука се разбира голем удел има и финансискиот дел, па потоа ентузијастичкиот или како велиме треба да се има волја, енергија, време и желба за да може да се постигне тоа за еден видеоспот, да се отиде на неколку локации кои што како што можеме да видиме и веројатно бара и многу труд во смисла на транспорт и слично. Така, за да се направи едно вакво парче, секако дека треба многу време, труд и љубов пред се, за да се создаде едно вакво дело. Ние секогаш умешно, културно и така одмерено ги бираме номерите кои што нели ги пуштаме во етерот покасно. Така да сакавме ова лето да го заокружиме со ова парче видео, песна која што го носи насловот Бумеранг. Како што кажа Владимир, го снимивме на неколку локации, во Бодрум, во Крит, прекрасниот бисер македонски Охрид на дел беше снимено и на Преспанското езеро, така да целото лето ни беше пропратено со работа, меѓутоа и со одмор, сето тоа уживавме во целата работа. Види, при создавањето на ваквите спотови, нели, номери кои што ги правиме, ние уживаме пред се и представува задоволство, бидејќи сме еден тим кој што пред све имаме разбирање, толеранција, се почитуваме едни со други, се надополнуваме, се критикуваме, меѓутоа ние сите чекориме кон една иста цел, а тоа е успехот, нели, кој што ако е заеднички е загарантиран, и тоа е всушност и тимската работа. Затоа мислам дека и претходните и овој спот ќе бидат успешни, се надевам дека на вистинскиот пат сме кој што го одиме. Така е, во позадина на нашиот екран го гледаме спотот, кој што да се разбере на крајот на нашиот разговор ќе можеме да го погледнеме цел премиерно нели во утринска на Телма, но во меѓувреме ќе си позборуваме и за она кое што во моментот го правите или она кое што за иднина го планирате. Само да видиме дали завршивме со Бумеранг, како зборуваме за самата приказна, ќе ги гледаме и ќе видиме и дополнително за локациите, за тоа како нели се убаво склопено како целина, но што се однесува до самата приказна или наслов Бумеранг, што е она кое што ве инспирирашете за да речеме таков наслов и или со Бумеранг секогаш се стира на нешто што ни се враќа. Па што во случајов беше тоа или желбата за нешто такво? Тоа е една љубовна приказна што морам да го поздравам Игор Кузмановски, тој го напиша текстот, еден одличен текстописец кај нас и веднаш ја прифативме нели таа и се пронајдовме во таа приказка. Рековме дека самиот збор Бумеранг ни асоцира нели да се враќаме еден кон друг и така и рефренот како Бумеранг ние двајца сме. Музиката ја напишав и јас, исто така и аранжманот заедно со Рубин во неговото студио Air Music Production. За спотот се погрижи фан продукција Зоран Пиловски. Голем поздрав до таа екипа, ние често соработуваме со нив. Сепак и ново нели работиме, не оставаме, меѓутоа почекуваме нели да видиме како ќе помине ова сето. Гледаме дека одзивот е добар, гледаноста на YouTube се зголемува, тоа е. Добро, што значи за тоа сте задоволни? Да, остварена ни е целта. Се надевам сега и следните проекти ќе бидат уште поуспешни, нели се стремиме секогаш да бидеме еден чекор понапред од претходното што сме го направиле. Така. Што се однесува до останатите ваши настапи и свирки кои што ги имате, препоставувам тука кај нас, што е оно кое што е барано како музички избор? Ако веќе зборуваме дека еве оваа последна песна Бумеранг е љубовна приказна,
Дали почесто оние кои што ве бараат, имаат желба да тоа бидат токму песни кои што се љубовни и кои што носат таква приказна или пак индивидуално е голема разновидноста и барањето и желбите кои што ги имаат. Така, ние сме бенд кој што настапуваме на различни манифестации. Еве сега може да кажам дека некаде од втората половина на април па до крајот на октомври настапуваме на најубавите семејни веселби. Знаеме што значи една семејна веселба, тоа се свадбите, каде што нормално инспирации дали во прв план се љубовните песни, толку едно од нашите ти и јас е прекрасна песна и љубов без крај која што ја изведуваме на сите овие манифестации, односно семејни веселби, а исто така периодот после октомври до март го користиме за настапување во клубовите, во разни ресторани, ланч барови, ширум Македонија, така да огромна благодарност до сите оние кои што не покануваат да настапуваме таму. Морам да издвојам неколку. Тоа се во Охрид, Лифтидос ресторанот, во Струмица е еден огромен поздрав за Концепт, фудбарот, кој што ни се навистина драги пријатели. Еве вчера баш некој контакт направивме, можеби за новогодишната ноќ ќе бидеме токму таму. Да, тоа сега спомнам се малку имате тука како простор, па доаѓаат тие новогодишни предновогодишни забави. Така, доаѓаат тие дискотеки, клубовите и нонстоп сме зафатени, можам да кажам дека од петок до недела, така да тие се главните настапи каде што одиме и настапуваме. Што значи дека нема застој и темпото ви е динамично, како што впрочем е и вашата работа таква, но работата вас ви причинува задоволство, а задоволство им и на оние кои што ве слушаат и ве следат и несомнено дека тоа ќе резултира со успех. Време за овошно парфе со кефир и само кусо е овој специјалитет кој што може да си го подготвите, освен тоа што може да само да си го испечеме пандишпанот. Ти спомена со интегрално брашно. Пандишпанот е многу едноставен, значи 200 грама интегрално брашно, некаде околу 80 грама овесни снегулки и исто толку и овесно брашно. Под овесно брашно мислам сомелени овесни снегулки. Се додава пола чаша масло, се додава млеко една чаша и 2 јајца и значи се пече на некаде 190 степени околу 20 минути и баш излегува суво тестот кога ќе се излади. Јасно. И после може да се прават или калапчиња како кругови. Така е, бидејќи е мек. Меѓутоа, јас мислам дека вака е поедноставна варијанта сега место да губиме време, може да се изрони. Да, се јас да ставив и малку ореви за да има нели така поубав вкус. Па и пафето е всушност баш кашеста. Да, и за сладуваш заборав да ставам, за сладуваш ставив сос од дурмин или го спомнав тоа претходно. И сега затоа што ова суво и ти што викаш нели кашесто, таман од ова, значи од течноста од овошјето и од кефирот ќе се натопи пандишпанот и ќе дојде баш убава кремаста структура. Фантастично. Малку ќе мелеме, значи ќе гледам да не биде многу бучење. Не, напротив, нека мислам дека овошјево и добро се одмрзна во меѓувреме. Имено, тоа сакам да кажам дека додека јас и ти направивме разговор кратко со джинглов едно друго си се среди тоа. Да не ни прави проблеми, нели? Мислам дека нема да има потреба ни малку вода, бидејќи јагодата и сама од себе ќе Ако ставиме вода ќе кашесто многу ќе изгледа, ама ако мора сега ќе ставиме. Супер. Потврлитме Антонија. Може ќе земеме од тој дел што се изблендирали готово, колку за. Ама ако сакаш да или не. Да не направиме фијаско. Да, имаш право. Малце ќе да направиме како и да е овошето е многу време од тој дел што е изблендиран чисто да се прикаже тоа, да, супер. И сега овој одбрав кефир со ванила и малку е засладен, а инаку може да се стави нели засладувач да не преблажуваме, еве имам. Да, има доволно сосема да дајме да го. И сега ќе добие убава боја која ќе додадеме од блендираните јагоди. Баш гледам од блендираниот дел да земам. Ако сакаш ќе ти помогнам јас. Да го домалиме. Не, нема потреба, еве колку за да се прикаже, да се прикаже. Супер.
Еве, и Дали сега... само да прашам дали освен шумското овоше да речеме или ќе биде не можеби прас како се стави или не знам друго Може овоше? убава варијанта е и праска, само јас одека дели правевме муавет за малку повеќе има антиоксиданти Не нели ги добро да што шаренило, го затоа црвеното го одбрав овоше. овоше, да. И сега доста е достапно во замрзната форма, го има преку цела Да година. ни помине сезоната, она да речеме нели на свежото, ама е добро што го има во Да, текот на го цела има година. во текот на цела година, така што може да се користи. Супер. Е сега кога ставивме целок има дадеше баш убава розова Розова боја. боја. Ме фаќа инат, знаеш дека ќе пробам? Обиди се ти. Само ќе пробам уште еднаш. Мислам дека ќе И јас ќе го делам за тоа време. Слободно. Па сега ќе го среди. Раката на Марко имаше порано направа, се сеќавате, раката на тато. Супер. Слободно. Превземете кормило, Ивана. Уште при крај сме ние со Антонио. Еве, ние сме доста ефикасни. Одлично, Супер, така? супер. Супер искочи. Еве сме тука, го додаваме остатокот. Можем со ова. Слободно можем, Антонио? Можеш, да. Така баш. Од тука се гледа дека навистина ќе биде нешто вкусно, кое што подосна заедно сите ние ќе го пробаме, а вие може се разбира да си го подготвите дома по рецепт на Антонио, а ние да продолжиме онаму каде што застанавме со Владимир и со Александар, зборувавме значи за подготовката односно промовирањето на новиот спот Бумеранг и она кое што ќе го погледнеме како одлични дестинации, локации за кои што зборувавме. Со тоа завршивме, имаме уште неколку прашања кои што јас ќе ви ги поставам, на кои што нели вие ќе одговорите, а се поврзани со она кое што го правите и надвор од свирките и правењето и снимањето на музички спотови така натака. Вие сте професори по музичко, значи добро ја го пренесувате знаењето и талентот за музиката на младите и идните генерации. Не е лесно да се воспостави баланс со овие двете работи, иако станува збор и во едното и во другото за музиката, но сепак времето е тоа, така? Точно така, како што кажа, работиме во професори по музичко. Јас работам во основното училиште во Прилеп, музичкото училиште во Прилеп. Александар е во основно училиште во Крива Паланка. Секогаш е чест нели да се работи таква благодарна работа каде што децата црпат знаење од нас, сепак добро ние со млади деца да работиме, нели да им го пренесуваме знаењето и нормално да учат од вистинските луѓе, нели? Да, од професионалци, така. Ќе дозадеш на Александар или се согласуваш во Се целост? согласувам со Владимир сега. Тоа Да. ни е животот така. Одлучил да бидеме нели уметници, професори, да се занимаваме со музика, така да друго не знаеме да работиме, само музиката ни е нели главно хоби, занимација и професионалност која што ја работиме и се трудиме на најубав и најдобар начин да ја пренесеме на идните генерации, на нашите ученици. Се надевам дека и они се задоволни од нас. Сигурно. Ќе ги споменеме тука да не заборавиме, нема да заборавиме, останатите членови на тајфата, кои што реков мене се со нас во студиото, тоа се Сара и Живко, кои имаат свој врски во моментот, но и тие имаат нивна исто така истовременна работа и ете, токму тоа е во трка со времето кога треба све да се исполни, а тоа да биде како што треба. И веројатно работите и на идни проекти, така. Еве тоа две во едно може да го споменеме. Сакам да ги поздравам, нели, Живко и Сара. Често е да се работи со такви професионалци. Живко, морам да споменам дека е одличен саксофониста. Тој и воедно и магистар е по саксофон. Сара е една млада, талентирана девојка која што со тајфата еве зачекори прв пат и одлично се снаоѓа и морам да ја пофалам, нели, заедно и посакувам, нели, уште повеќе да се надградува. Така и тајфата не застанува тука, нормално дека продолжуваме натаму, работиме постојано, се спремаме за нови проекти, се надевам дека оваа година е наша година, како што до сега работевме и сме презадоволни од она што го сработивме и има една многу голема благодарност до оние луѓе кои што нас не поддржуваат во еден тунел кој што се наоѓавме еден период каде што немаше светлина, а за среќа секогаш на крај изгрева и сонцето и еве една огромна благодарност до луѓето кои што го препозна она што ние го работиме како тајфата за начинот на кој што нели умешно чекориме и морам да ги поздравам и воедно ќе се заблагодарам
на факултетот за туризам менеджмент Скопје или сега Универзитет Скопје. Еве ќе се пофалам, огромна благодарност до Аце Миленковски, ректорот, до целиот тим на факултетот и еве ќе ве поканам на 26 сега пред универзитетот. Ние заедно со тајфата ја изработивме химната за универзитетот и огромна е честа што ќе бидеме дел од тоа случување, а исто така воедно и договоривме некои многу убави и значени проекти за нас, за нашата држава и мислам за сите оние што ќе бидат тука и што ќе слушнат за што се работи. Да не откриваме тоа, за брзо ќе биде. Да, и веројатно ќе имаме и повод за следно гостување во следна прилика. Ви посакувам успех во сето она кое што стои пред вас во иднина, како досега, така и понатаму, да имате и голема и многобройна публика и многу проекти кои што успешно ќе ги сработите како и вие. Сега ви благодарам што бевте наши гости. Ќе ве заблажиме за кратко. Марко веќе треба да е подготвен со Антонио, трупаат танирите. Со нетрпение чекам. Еве како изгледа днешното издание со нашиот познат нутриционист Антонио Велковски. Ајде јадеме памфес со кефир и црвено овоше, рековме поради богатството од антиоксиданси кои што ги има црвеното овоше и од прилика еве ајде вака ќе направиме за да го видите целиот слој што денес го имаме. Чеве го на дното е одлично изгледа. Пандешпанот, да. Кефирот со овошето, дозгоре пак супер. Со малку шарено овоше го красивме. Ова е практично, практично ова ќе дојде супер меѓуоброк, или да, супер. така? Одлично може да биде меѓуоброк, може некој за доручек ако сака да го земе, така да може во различна комбинација, а и како десерт. Супер. Ти благодарам за ова прво издание во третата сезона. Уште еднаш честитки за роденденот со семејството и децата да си прославите на најубав начин. Следен пат говориме и за се уште можеби за оваа транзиција есен-зима, бидејќи ќе биде помош твоја секоја од корист да се сподели, а и преку рецепт супер ќе даде. Сигурно, се гледам.